Конкретно еве за бројките, како што реков тогаш во минатото видео, значи рековме 130.000. Тоа конкретно го кажав за мојот случај, што сме трочлено семејство, значи дете со два родители, и би рекол од прилика би било 50.000 по родител, по човек, по возрастен човек, и од прилика околу 30.000 за детето, за да се доведеме до таа позитивна нула. Сега, тие 130.000 на годишно ниво рачунајте по како што се тргнати работите на светско ниво, инфлацијата е, можеме да кажеме до $5.000 екстра ќе се накачува на секој. Дури можеме да кажеме дека е дупла инфлација во Австралија. Да. Па сега рачунајте, од прилика еве ви кажувам, тоа би било некоја минимална, да речам, линија што секој би сакал да ја стигне. Не викам не дека може човек и со помалце да помине. Знам луѓе што постојат и во комбиња што спијат, разбирате, ама не е тоа. Зборуваме за еден нормален живот да можеме да си... Може да се спие и во куќа, може да се спие и во соба. Да, може да се спие и во кола. И во кола, да, има опции повеќе, да. Ама да бидеме, значи, најреални, за еден стан и за еден нормален живот за тројца, во моментов тука негдека тие се бројките, сакале, некеле, како сакате, вртете, правите, одземајте од една страна, ќе дојде друг трошок, од друга страна ќе се надополни. Секогаш треба да имате фонд буџети за непредвидливи трошоци, не е се само, не баре секој месец има некој непредвидлив трошок. Како сакате, дали колата ќе се расипе, а веќе колата е овде, па и гледам и во Македонија сега колата веќе станува потреба, да, не е веќе луксус. Овде во Австралија морам да нагласам дека има опции за движење, пошто ја би рекол лично од моје искуство, одлично е среден системот за движење, без кола може да се помине, малце ќе кажеме за тоа, имаме возови, имаме како трамвај систем, можеме да изнајмеме некои точаци овде електрични, можеш секаде има. Јавниот транспорт е среден. Јавниот транспорт е прилично во голема мера, има автобуси. Сега ги имаме нормално штрајкови и тие работи, пошто уште тоа и остана, еве гледам од порано има ту и овде унија, она како се вика, синдикат. Синдикатот се уште каде што функционира, уште има штрајкови, каде што не функционира, и тука има доста фирми што избегаваат од синдикати како од ѓавол. Ама и така доста фирми тука функционираат. Нема никдека идеален систем, пошто сепак ти како што работиш или се организираш себе си, се интегрираш во системот, треба има и други што се интегрираат, не работи секој како да речем по мера. Ацка, во последното видео спомна една цифра, околу 130.000, али пред да снимем видеото ми кажа дека требаше да нагласам дека е за 4-члено семејство. За 3-члено. За 3-члено, јас ќе се надоврзам дека може и да биде и за 2-члено. Може, да. И најдов на една серија од коментари кои мислеа дека измислуваме бројки. Да. Ќе морам да се навратам и да потенцирам дека 130.000 е една смешна бројка за 2-члено, 3-члено семејство овде во Австралија. Ајде да разјасним уште еднаш, значи за 4-члено семејство, 2 возрастни и 2 деца, да. Нарочито во Сиднеј, колку е потребен приход, значи комбиниран од 2 родители, за да не да врзат крај со крај, туку да живеат комотно денес во Сиднеј 2025 година. Комотно, вака ќе речам за комотно, како што реков предходно, значи по 50.000 е по човек возрасен и за децата уште 30.000 додадете, за да поминете таа линија на стрес. Значи, ако сте под таа линија, ќе имате многу стрес овде во Австралија. И лошата работа е што во Македонија, например, имате пријатели, имате се и овде ќе имате пријатели се, ама стресот поинаку, затоа и многу луѓе и депресија ги фаќа овде доста. Не е само баш
и само за нас, за дека сака да се гледаат со ваквото екстра надодава како еден притисок, пошто си Додатен сам, притисок. немаш со кого, немаш и доста работи ти се може луѓе што сакаат да дадат доста работи им се нејасни. Значи дури да го научиш системот, некои луѓе и по 30 години живеат, не Нова знаат некои средина. основни работи. Мене нова лично ми средина. беа потребни едно 5 Да. до 10 години да видам кај сум. Да, буквално. Значи, еве и да сака човек бизнис да отвори се, ако немаш доволно информации, те фаќа некаков страф, некаква дека една работа да тргне погрешно што не сме обрнале внимание, не дека не сме сакале, него едноставно немаш од каде да ја добиеш таа информација, а ти е потребна и може во главно многу да се заглави, да. Сега Сега за ова што ме праша конкретно, значи 100.000 за двајцата родители, 60.000 за децата, значи тоа станува збор за голема сума од 160.000, значи секој родител треба да прави по отприлика $80.000. Позитивната работа е што $80.000 по родител не е толку тешко да се најде таква работа, со малце искуство, со малце среќа, двајца родители да работат, може да стигне до таа сума. Меѓутоа проблемот е кога треба да се качуваш малце нагоре за да веќе да живееш комотно, веќе ако би рекол од 160 до 320.000, што поблиску си до 320.000, можеш повеќе покомотно, можеш повеќе да си дозволиш да се дозволат поќе работи. Се надам дека овде нема да предизвика додатни ексеси. да, Поври точно да така. реши си ја мислата. Ајде, значи зборувавме конкретно значи за парите, 160.000, огромна сума за кај нас ќе си речете, па тоа по месец колку би му дошло, од прилика по скоро 15.000 месечно. Така нешто плюс од озгора данокот на Да, приход. тој данокот. Значи кога кажувам сума, значи да сватиме дека од старт, значи некој на тие суми веќе 27% веќе државата ќе ги земе назад. Значи ова што го кажувам, ја го кажувам за бруто приход, значи не нето. Ако е нето приход, тоаш би било доста помалце. Да речеме, ако кажувам ја 130.000 и одземете 30.000, се наеднаш се намалува на 100.000. И кој ќе се подели на двајца по 50.000. И еве да речеме, еве ќе ви дадам конкретен пример, еве еден стан во Рокдел, каде што многу македонци живеат, двособен стан, да речеме, еве да имате малце среќа, да речеме $800.000. Па сега за $800.000 од прилика околу $4.500 треба да ги дадете од домашниот приход, само од старт. Месечно. Да. А да речеме, двајца да заработуваат 80.000, тоа се од прилика чисти пари, нето би било околу $5.500 до $6.000, така нешто. И сега рачунете од старт вие давате 4.500 за стан, значи ви остануваат околу да речеме 7.500 имате вака. Сега со тие $7.500 да речеме храната веќе е доста поскапена, рачунете околу 1.500 до $2.000 и се наеднаш сме кај $6.000. Ако имате еве да речеме кола или нешто така, и тоа е негде околу $800 од ваквото, се намалуваат и за тоа. Ако има некоја поправка, нешто непредвидени трошоци, еве за детето, како што реков, уште $1.000 ќе ви одземат и за тоа. Наеднаш се 6, наеднаш се 5. И сега еве сега не ми текнува моментот, ама Ние почнавме да правиме муабет само за училиштата и Да, образовниот да, систем. да, точно така. А сега ние не ставивме додатни активности Да, како фудбал, да. кошарка, не знам Точно, било каде во кој точно. спорт да има интерес детето. Точно така, а некојаш има и потреба, да речеме детето можеби сакаме напливање на нешто што еве му бара школата, сакате да го однесете и тоа кошта. Одредени и не е само заради детето, и ние самите како луѓе имаме некои одредени активности. Така кафе да се напиете надвор, да излезете да речеме на 2 недели со сопругата, да роден ден, слави, луѓе што ви доаѓаат кај вас. Ако некој дојде кај вас гостин, да речеме еднаш во неделата, минимум да речеме од 1000 Ќе се до потроши нешто сигурно. Да, Сигурно да. ќе се потроши. можеби не $1.000 сега ако пиеме кафе, ама никој не пие кафе овде во Австралија, има друга стигма сега, ако поканиш некој на кафе. Точно, точно. Би рекол да речеме, ете, И со друга страна некои родители ги носат децата
5 пати во неделата, од понеделник до петок на различни активности, пак ќе кажам во зависност од примањата. Некои родители ги носат децата еднаш или два пати на активности. Да, има и родители што Пошто не ги ги собериме носат. сите тие трошоци за тие активности, сигурно ќе бидат неколку илјади долари во текот на неделата и месецот. Мене ми е целта да направиме еквивалентна во Македонија како би живеели или тука, пошто да речеме еве јас сум од Скопје конкретно и во Скопје значи горе долу не активностите на децата се слични, само сега имаме бариера на јазик, други луѓе, ама во глобала зборуваме едно спрема едно, значи не некои екстра активности. Има доста, како што реков, други неодредени, ама зборуваме, значи сакате да одите на одмор, така? Вие ќе одите на одмор и ќе го искористите тој одмор, имате и како кај нас. Еден месец одмор, ама да речеме јас сакам да одам 2 пати во годината на одмор. Ја немам денови, да речеме, морам да земам неплатен одмор. А за тој неплатен одмор мене ми доаѓаат фиксните сметки за станот, толку пари, фиксно вакво, а ја не заработувам пари, значи наеднаш Тековни сметки си врват. тековните сметки, тоа е, да речеме, сакате да отидете на, кога ќе одиш во Македонија, например, картите се доста скапи. Сега, ако ги купите, да речеме, 3 недели предходно, ако се во пик сезона, околу 2.500 долари е по човек. Да речеме 4 члено семејство, да речеме 2 деца и да ви дадат некој попуст малце, да речеме 20% за детето, пак се во 8.000 долари за 4 члено семејство. Тоа се веќе скоро една цела плата вакво, што од кај ги Дека рече ќе ви дадат некои попуси за децата, морам да спомнам дека ќе му биде интересно кај нашите луѓе во Македонија и некој може да се смеат, може нема да веруват ако му кажеш, во некои ресторани овде, претежно во тие австралиски пабови, даваат бесплатна вечера или бесплатен ручек за децата, да кажам во одреден ден во неделата, пример во четврток пиши бесплатен ручек или бесплатна вечера за децата. Да. За наши услови е малку смешно. Да. Ама тие сепак ќе направиле таа математика и знаат дека колку дете ќе јаде, ќе касне малце, ќе остави во тангерот и они веќе Ја ставиле во цената кај да, возрастните. знаат дека детето колку ќе кошта, приближно многу блиску да не баре ништо екстра. Ама привлекуваат доста внимание, доста да, следно што сакам да кажам, значи после тоа кога го се среди времето малце. Се надевам. Откако ќе го запишете, значи детето кога заврши со предшколска Возраст, добро? возраст, после ја го запишав во јавна школа на неговата која беше веќе 4,5 на кај 5-та година веќе скоро. И сега тој син ми конкретно учеше во 2 училишта. Имаше потреба да оди кај логопед, пошто мислам дека пошто бевме ние со дома зборувавме македонски и англиски, него му требаше можеби малце екстра помош за да го дооформи англискиот, пошто ние форсиравме повеќе македонски, а ова му помагаше прво да си детенце, и прво детенце. Ако имаше сигурно постаро братче, сестриче, сигурно дека ќе имаше помош, али вака едно. Да. А вака кога е прво дете, да, има и тоа среќа државата ти помага за тие работите, за екстра за логопед, што не верувам дека е ефтино да го плаќаш од џеб, ама ние ги замоливме, знаеш. Мислам, ни дојдоа во пресред се погодија неколку коцки и тоа ни беше како екстра активност и ни беше како помош. На нас не мораше ништо од џеб конкретно да платиме. Ама работата е пак екстра активност, пак треба да одделиме ние од нашето време, да ги носиме, да ги правиме. Мислам, тоа е нормално овде. И треба да сте спремни дека ако сте сами тука, голем дел од вашето време, што дури некојаш и премногу, значи константно треба да сте со вашите деца, да пораѓате и многу често доаѓа до момент како
се чувствувате како прегорени, преработени, преизморени и нема едноставно. Две опции се, или ќе му поможеш на децата доколку имаш капацитет, пошто Точно. исто се работи на англиски, или Па ако немаш тоа е капацитет, таа, да. треба да најдеш туторинг по наше спремање, Да. али то кошта сепак исто во Австралија. Да. Многу луѓе се решаваат родителите да ги земат од кај нас, да им најдат виза некако За да му за да му помогнат, да. Многу од нашите пријатели се менуваат, да речеме, родителите од едниот ќе додат, па родителите од другиот. И се представува процес, представува екстра активности, екстра време што треба да го посветите, а веќе овде времето веќе како по плански оди, како дури особено после ковидот многу луѓе и веќе не и многу ретко се гледаат, се поретко и поретко одат на одмори. Еве ова лето, да речеме спрема претходното, градот се осеќа дека јас работев во тој период, ја не бев на одмор ни ова ни претходното, можам да кажам дека градот ова лето спрема претходното е многу по-зафатен и многу, еве и во кога одев на пливање и на теретана, да речам, се гледаше дека луѓето не ги носат децата надвор од градот, пошто самите цени што ги плаќаме овде, не се исплати да замениш, да ја оставиш празна куќата за еден месец, а плаќаш толку пари, си велиш во себе, не се исплати. Да реално да би заволја на вистината, имаме од тука одлични плажи, тука ова како феноменално место за туристи. Тоа е една од убавините, значи има доста бесплатни работи што и како треба да се искористат. Меѓутоа начинот на живот од друга страна, па други работи налага. Ги имаме сите овие работи, ама работиме по цел ден за да свртиме крај со крај. Некогаш ете се случува, ќе ти останат повеќе пари, некогаш па ќе ти требаат повеќе пари да го поминеш ваквото и горе долу. Да, точно е, ќе ти останат повеќе пари него кај нас, например, ако стварно внимаваш како ги трошиш парите. Меѓутоа, ако си се знаеш себе си, знаеш дека сакаш да потрошиш, сакаш да живееш, не рачунајте дека и со таков начин на живот овде дека се помина тоа време кога можеше човек да си се опушти и пак да му останат и пари и да заработи за стан. Значи не баре слично, не само што кај нас ете луѓето имаат и помалце пари, ама па повеќе се дружат, по-социјален е животот. Треба човек да стави на кантар што сака. Ако ви треба промена, од се срце би рекол пробајте, видете. Не е крај на светот и да дојдете да не ви се допадне и дикс причини и да заглавите малце и си финансиски. Можете во секое време да си се вратите дома во Македонија. Никој нема ништо да ви каже, се работи за ваш живот. Дефинитивно глобална криза. Јас многу пати ќе спомнам на каналот дека Австралија не е тоа што беше. Значи нашите луѓе кои доаѓаа во 50-тите, во 60-тите, во 70-тите години, Па и во 80-тите, па и во 80-тите, значи го погодија правото време за идење во Австралија. Австралија денеска ќе ти кажи дека е добро за живење. Човек кој дошол во 60-та година има 5 до 10 инвестиции. За него значи зима нема во Австралија, али за нашите млади луѓе кои идат моментално, секој ќе ви каже дека животот во Австралија не е баш лесен, сепак размислете два пати пред да се закрените за ваков голем чекор кој стварно не е за играње и преиспитајте кадодите кај ќе се сместите, значи сите се овие совети кои му се добронамерни на луѓето кои сакаат да дојдат овде во Австралија. Ама од друга страна не ќеме никого да му речеме тука е толку тешко, немој да доаѓате. Има начин, има све. Порано беше патот многу поедноставен. Сега има начини да се дојде до ресурси, до пари на многу повеќе начини. Дека имаме и дигитален свет, имаме и се зависи од вас. Да. Се зависи од вас самите, ама и доста е посложено. Сега сите и во нашата индустријата ние каде што функционираме со Радко заедно тука, можам да кажам дека цените не се покачија после кој дури пробува да ги намала цените од пред ваквото, што нема никаква смисла. Нели сите трошоци се доплирани скрос и во многу индустрии така работникот е тој што страда. Бизнисите гледаат на било каков начин да се
да стигнат со кризата да се борат. Големите корпорации се само заинтересирани за профит, за ништо Да, друго. да, да. И веќе во цел свет дојдено така. Имаме повеќе аматерски пристап за повеќе пари, не ти даваат како екстра вредност за парите што ги даваш и тоа можеме да го видиме. Еве, барем лично јас пред ковидот многу работи иако одеше на нагорна линија, ама сепак беше како што треба, значи одеше во рамномерно, ама сега наеднаш многу работи се изменети. А и во Македонија кога бев дефинитивно, значи цените дури одредени, дури би рекол 25% од артиклите што се во продавниците се дури поскапи него тука, што воопшто нема смисла. Ама во глобала, да речеме, храната конкретно е дупло поскапа од македонската. Ние земаме дупло повеќе пари. Сега кириите можам да кажам дека се небо и земја спрема тоа и тоа прво е луѓето што ќе дојдат тука, тоа прво го осеќаат. Сиднеј е најскап град, еден од најскапите градови за живење во светот последните 10 години. Да. И дефинитивно не успорува, значи вредноста на имотот тука е веќе над го помина милионската сума, да речеме 2010 година, што не е толку далеку, да речеме средна вредност ако била $500,000, што е околу 300,000 евра, е голема сума, ама можеме да ја прифатиме, разбирате. Сега кога ќе кажеме 1,5 милион, веќе пут 3 пати веќе е зголемена за 15 години, значи на секој 5 години се зголемува за дупло небар. Што ви кажува како, например, луѓето што, да речеме, и пред само 10 години, ако со тие јас што ги кажав 130,000 за трошлено семејство, можеби и со половина од тоа да поминат. Еве, со една плата, да речеме, еден ако заработувал 65,000, можеле да си дозволат едно станче барем за тројци и мајката скроз да се концентрира на детето, да му помогне да се, нели, да се развие како што тие си планирале. Ќе те прашав за еден стереотип, односно не сум сигурен дали е стереотип, значи кај нас владее мислење дека школството е многу појако кај нас, барем во моје време беше така. Ти како човек со диплома, кој е твоето мислење за образовниот систем во Австралија и во Македонија, дали се исплаќа да се инвестира и да се школува дете во Австралија? Па добро, са вака, јас завршив на Кирил и Методи кај нас во Македонија. Овде кај установите се многу поразвиени, поопремени, значи конкретно за работа во иднина, овде се науча фантастика спрема кај нас, чисто од гледна точка на ресурси и средства кои што се вложуваат во информација од прва рака. Да. Ама и сето тоа и се плаќа на некој начин, така да кај нас ќе завршиш и веќе имаш диплома, веќе си ситуиран и веќе можеш да почнеш со работа. Овде имаш, акумулираш долг, да речеме родителите не може да си дозволат, еве ако сте веќе, затоа реков 130,000, така. А што треба да се школува детето во иднина, овдека еден универзитет од 50,000 нагоре. Луѓе кои не се сложуваат. Да, значи нема овде државно како кај нас. Ако одиш на таа степен, еве сакаш да, например, за една солидна плата, сакаш за доктор, за нешто, тоа ќе те кошта можеби повеќе, ама зборувам, има и поевтини курсеви, може да се помене, ама нормално и професионализмот од тие, не знам колку ќе биде и платен во согласно со. А има и доста школи што и не се толку мокни, ама сепак од прилика околу 50,000 за школување ќе те требаат за детето, за утре да барем ако ништо друго да има како внес во одредена сфера. Добрата работа тука е што децата ги учат точно конкретно на тоа што ќе им треба во иднина. Значи конкретно за работата ги учат и добро се врзани, да речеме, универзитетите со наоѓањето работа. Значи ако учиш тука, детето ако учи тука, има приоритет спрема, да речеме, јас што сум дојден од Македонија, ќе бидам во втора или во трета и можеби во петта класа. Мислиш дека ако знаењето е фактор, ако да кажеме човекот кај нас сиди со поголемо знаење од овдешно дете ќе биде ставен во вториот ешелон? Да. Значи кај нас
барем во мое време, ја фатив таа некоја последна генерација, повеќето од моите професори беа веќе постари, веќе пред пензија, да речеме. И начинот на учење не е ист, например, особено во тие рани години, овдека се полиберални, поотворени. Тие ќе ти го дадат на тац на учењето, ама нема никој да те фокусира, никој нема да се посвети на тебе доволно, него се така. Сите мораме да поминеме низ тој процес. Кај нас беше поконкретно, например, учителка, ако нешто не правиш како што треба, ќе ти го истегне увата, директно беше тој пристап, немаше за... И така можам да кажам. Така да помалце се става акцент, значи повеќе, да речеме, во овие почетни години, повеќе се гледа креативната страна на децата. А во Македонија повеќе се гледа, барем ја така имам усетено, дека повеќе се гледа да се изградат навики, а овде е повеќе како апстрактно е тоа правовидно учење. Сега не знам кој е подобро, полошо, зависи до човекот. За школската, особено како што универзитетот, се плаќа доста пари, ама и доста има квалитет. И тоа што те учат е конкретно, например, стварно, се што ќе те научат тука и во тој систем, веќе можеш директно да го примениш во фирма, и фирмите веќе ќе имаат отворени врати, имаат веќе програми стекнати со фирми, значи нема некој кај нас си завршил факултет и сноѓе се, нема. Овде, например, барем за тоа, школувањето ти веќе веќе последните 2 години веќе ти се врзуваш, веќе во програма. Да, значи за тоа има програма, за тоа има организација. Ама првата генерација што доаѓа тука е како жртвена. Освен со честни исклучоци, ако веќе некој има развиено бизнис кај нас, веќе го има тој менталитет на како да развие бизнис, може и тука да успее. Ама пак ќе речем, бизнисот е сега друга тема, да, треба да. Да, ќе нагласиме. Бизнис и образование веќе две различни теми. Во кратки црци за луѓето еве конкретно што сакаат да дојдат тука, што мислат овој бизнис ќе успее тука побрзо, многу често не е така. Значи менталитетот тука и таму е иако е слично, иако мислам одиме како во иднината на сличен начин, цел свет на некој начин оди во одреден правец. Сепак работи што успеваат тука не мора да значи дека таму ќе успеат и обратно. Например, во Македонија ќе дадам пример, Макдоналдс имавме во Скопје, да речеме 10 години, или не знам са точно, не ме фаќате за збори, после се затвори. А Макдоналдс секаде во светот успева, значи кај нас сета не успеа. И што значи дека нема една работа што е константна, се менува, треба да бидете спремни и отворени, значи и во главата, и во срцето и да бидиш еден од најдобрите во било која сфера јас сум од тие што верувам дека било што и да се работи треба да бидиш добар. Да, мора да си добар. Ама па од друга страна па имам и приметено и многу има аматеризам после ковидот. Не знам што се случи со луѓето, не знам каде отидоа сите квалитетни кадри, можеби ги земаа, ги украдоа и заминаа луѓето. Ама многу има по-аматерски пристап него како што беше претходно, морам тоа да кажам. Дали, не знам, дали луѓето се опуштија, дали сфатија дека е све толку прескапо, све е недостижно и се откажаа од доста професионални, да бидат по-професионални, по-културни, Многу работни места се изгубија, знаеш, после ковидот. За луѓето, не знам како е во другите земји, или овде конкретно за Австралија, сите... Да, побарувањата и уште повеќе се зголемени, платите се трудат да ги остават што е можно пониски. Го кажуваат тоа како више сайкл, деме како ги покачиме ние платите, продуктот ќе оди нагоре и се тоа вака, ама па продуктот доди нагоре и бизнисите да се богатат, а работната сила да има проблем за живење, да не му останува ништо, да нема никаков живот, па и тоа не бива. Не. За време на ковидот овде државата, значи владата на Австралија подели голем дел на финансиски средства на луѓето кои што требаше и не требаше. Да. Значи имаше доста луѓе кои беа позадоволни во тој ковид период и тоа нормално предизвика печатање нови пари, инфлација и резултатот го гледаме денес сите. Да, огромен дисбаланс се створи во све. Еве јас 7-8 години сум тука, ќе кажам за продукти од прехрамбената индустрија, дури до 3 пати без пардон ги зголемија цените. И
еве секој ден и во маркетите со извонредно брзо се зголемуваат цените како да парата го изгуби својата вредност. Точно, со $100 можевме да купиме многу. Да, порано со многу повеќе $100 пред цела едно вака. 10-15 години, денеска само неколку работи од супермаркет. Да, една кеса ако наполните. Ќе треба да сте како да кажам, скромни. И друга работа што приметив, дури ми се има случајно и да некојаш да купиш храна од надвор, може да биде дури поевтино него дома да правиш и да купиш од маркет, што никогаш и никога во ниедно време сме немале, сега е можно. Сега е можно, да. Ке речеш еве ќе направам нешто поголема вечера, поголема за повеќе продукти, да речеме месо, манџо, некој ќе ги и си викаш да го купам вака, на пример, ќе ти дојде неваре слична цена и пак ќе јадат сите се, нема да биде како дома сготвено. Али со цената ќе биде тука негде. Со цената кој ќе може и поевтино. Кој ќе ставиш и колку време си изгубил и колку намирници после треба да чистиш дома, да правиш и на крај што се вика и не се не исплати. И многу луѓе и дури во Македонија гледам веќе почнаа повеќе по тој странски систем да купуваат готова храна, пошто едноставно се нема време за готвење, потребата за работа е огромна, а платите се спрема стандардот недоволно високи.